Мој ДДВ, моја награда. Наместо фискална во рака, награда без мака. Власта го враќа проектот стар повеќе од половина деценија, кој како опозиција жестоко го критикуваше. Сепак Нина Ангеловска вели дека не го копира Зоран Ставрески, кој прв ја воведе оваа мерка. Идејата ја добила од книга. Вистина има успешни примери во книги, во литература наведена. Вистина интересна наградна игра која што ќе врати пари кај граѓаните, ги награди граѓаните за тоа што тие помагаат во борбата против даночната евазија и сивата економија. А пред само еден месец министерката за финансии тврдеше дека наградните игри не се вистинскиот начин за борба со сивата економија и дека апликацијата Мој ДДВ ги дава посакуваните ефекти. Порано беше фискална во рака, награда без мака. Зошто тогаш не беше намалено од ДДВ-то? Тогаш фискалните се испраќаа во плики и се доделуваа станови. Ја користете како мерка за да адресирате проблем со која мислевте дека ќе решите сивата економија. Реплицираше Нина Ангеловска на расправата за ребалансот на буџетот на почетокот на септември. СДСМ како опозиција жестоко се противеше на ваквиот проект на ВМРО од ДПМН. Откако ги турнаа граѓаните во мизерија и сиромаштија, сега преку игри си поигруваат со нивната надеж. Кој е организаторот на наградната игра премиере Груевски и лото вице-премиере Ставревски? Дали е тоа Лотарија на Македонија, која што го прави шоуто, или владата на Република Македонија, која што е негов нарачател? Старо новата наградна игра повторно ќе организира државната лотарија по налог на Министерството за финансии. Ке започне на 25 ноември. Фондот за добивки за првата година ќе биде половина милион евра. Инаку апликацијата Мој ДДВ, со која треба да се вратат 15% од платениот данок, ја симнале 200.000 граѓани, но само околу половина од нив активно скенираат фискални сметки.